60 години од матура одбележи првата генерација на медицински сестри акушерки, кои што завршија во Средното медицинско училиште во Прилеп во далечната 1964 година. Во тоа време немало сестри акушерки во Прилеп и благодарение на директорката Василка Бранковиќ и докторот Брашнаров во Прилеп се отворило првото средно медицинско училиште и еден ваков смер. На почетокот биле запишани 41 ученичка, од нив завршиле само 18. Медицинските сестри од таа прва генерација се присетија како било да се учи пред точно 6 децении оваа струка. Ние бевме многу ситнати, истресени, значи многу тие исклучиво што беа со вистинско знаење завршија, а другите сите поназад останаа. И тие завршија само поназад, зато завршивме само 18. Бевме толку стручно подготвени, што вистински сами водевме раѓања. И то се распространивме на низ цела, тогаш беше Југославија, низ цела Југославија. Наши ученички се вработија во Љубљана, заминаја во Шведска, заминаја во Швајцарија, потоа во Пула, во Скопје и сите станаја каде што отидоа, сите беа главни сестри на оделение. Толку, значи, бевме подковани со знаење и многу му сме благодарни за сетото, ама и то многу допринесо и самите тие професори кои нас вистина не обучуваја, за вистински ние да бидеме акушерки. И ние бевме толку храбри, а некои по селата отидовме. Јас се, например, конкретно работев 3 години на село. Имав 360 раѓања за 3 години. Тие 360 раѓања, меѓутоа, сите ми беа опфатени. И сега се големи, пораснати, дури не покануваат и на свадби. Дома ги пораѓавте? Дома ги пораѓав. Прво одев лично како акушерка, ќе ги посетам, патронажна посета, сите ми беа запишани уредно, знаев кој месец, кога треба да се породи, како изгледа бременоста нејзина и сетото. Ова било второ вакво отворено училиште во државава за медицински сестри акушерки, веднаш после она во Скопје, а потоа како трето се отворило и во Битола. Поранешните акушерки се потсетија и на тоа колку било одговорна нивната работа во тоа време, но и премногу тешка. Кога често пораѓале и без гинеколог, а денес сите вакви сестри одат во тим заедно со лекар. Професијата сум си ја сакала уште пред да се запишем во училиштето. Јас се запишав економско училиште и 2 месеца одев во економското училиште, дури чекав да се отвори медицинското. Медицинското се отвори на крајот на октомври месец. 61-62 година. 64-та дипломирав. 18. Од тие 18 докторот Брашнаров, кој беше прв гинеколог во Прилеп, не одбра по успех по сеот. И нас не спремаја за теренски акушерки. Не само во болницата што ќе бидеме акушерки, туку ако има потреба да одим Маријово. Јас имам појдено Маријово со хеликоптер во тоа време. Тогаш беше многу попримитивно, медицината оди секогаш понапред и понапред, а сега мислам дека е многу полесно, затоа што има секогаш има гинеколог со нив за да му помогни, а ние сами. По 24 сати дежуравме и сами. Јас сум имала и да плачам и да ја пораѓам. Струјата ќе прекрати. Аспиратор немаш, не можеш бебето да го аспирираш. Трчат налево, надесно со свеќи, со ламби и така завршивме. Важно сум многу задоволна, можда затоа што си ја сакав многу професијата и цело време во родилна сала работев, од запослување па до пензионирање. И инструментарки бевме сами во операциона сала. Од тука ќе излеземе па ќе пораѓаме. Така, тешко, ама сладко. Многу е весело. Која е вашата порака? Нашето оделение беше највесело, затоа што раѓаш нов живот. Порачаа дека светот, па и нивната професија, останува на младите и им упатија
порака до нив. Младиве, никогаш, ама никогаш, немојте да ја скратувате на смевката на пациентките, на болните. Затоа што и да ја штедите. И добрите зборови и насмевката, тоа е најубавото нешто за болниот. И вие самите ќе се сложите дека болниот има само една желба. Има една желба да оздрави, а додека здравио повеќе. А друго една препорака би му порачала дека, со обзиром на тоа, ние сме од најстарите, животот да го замисла како платно, бело. На него тие да бидат креатори, уметници, цртачи, да пишуваат добри дела и секогаш, и вие сами знаете дека луѓето се препознаваат по добрите дела. И јас му препорачувам на помладите да си сака професијата и да биде многу пажливи во сето тоа што го работа. Оти тука се два животи во прашајни. Во моментот во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп се запишани околу 770 ученици, од кои што 540 се во здравствената струка, од нив пак 272 се медицински сестри. Иако се присутни моментално, за жал, само две дами, кои што својот животен век го поминале како акушерки, сепак нивниот ентузијазам и нивната силна желба да организираат една ваква ретка средба вроди со плод. Иако нивниот број е многу мал, тие сепак се собраа во училиштето, од чии што клупи потекнале некогаш, да им го пренесат она што го доживеале и она ни што поминале како акушерки во текот на нивниот работен стаж. За тоа дека овие жени сестри акушерки се вистински хероини, зборува и фактот дека пред 6 децении во државава било многу тешко да се заврши какво било средно образование, а не пак толку стручно, особено за девојчиња. Тоа ја докажува само нивната пожртвуваност и желба да се надоградуваат себе си во професијата која што ја сакале со целата своја душа и срце.